Оризарите се мобилизираат за 23 февруари. Најавуваат масовни протести и блокади на патот Штип-Кочани, а подршка бараат и од пратениците. Апелирам до пратениците од ВМРО, ДПМН и од СДСМ да испаднат и да го поддржат овој протест. Мислам дека иначе немој да мислат дека ќе дојдат до избори, па некој ќе ги приме. Нема да ги приме. Ќе го бойкотираме и пописот ако треба. Оти ние страпме луѓе од пети ред, нас не регистрират. Сега на цялото стопанство помош на угостители, на здравство, на образование. Ние земјоделците кои не сме граѓани на Република Македонија. Блокадите следуваат откако претходно пропаднаа неколку преговори со ресорното министерство, а оризопроизводителите не беа опфатени со ниту една владина мерка за помош. Видите, ние во почетокот на декември бевме кај министерот, како иницијативен одбор за спас на оризопроизводството и синдикатот беше значи председател на синдикатот на земјоделците и наводно имаме разговори, меѓутоа дефинитивно од тие разговори нема ништо. Оризопроизводителите бараат исплата на субвенциите, навремена подготовка на теренот и доволно количини вода за наредната сеидба и најважно од се, повисока откупна цена на арпата и оризот. Во моментов, откупот е со цени од 18 денари за арпа и 36 за бел ориз за турските сорти и 20 до 40 денари за популарната Сан Андреа. 25 со 50 белиот ориз, 25 арпата и 50 белиот. За жалост, цената на оризот паѓа. Еве сега на тие сорти 38 денара и Сан Андреата 40 денара. На пазаро, оризо на сите пазари во Македонија од 70 до 100 динара. Во маркетите 120 динара килограм ориз. Значи со оваа цена 50% поречените ќе останат непосејани. Оризот во источниот дел на државата е застапен на околу 5000 хектари, од кои се добива околу 25.000 тони оризова арпа. Недостигот на вода, проблематичниот откуп и пред се ниската откупна цена, површините со ориз ги намали на 3500 хектари со тенденција за нивно понатамошно намалување.